Припадниците на српската заедница во земјава денеска го празнуваат Свети Сава. По повод националниот празник на србите во Македонија, во Куманово, вчера вечер традиционално е одржана свечена Светосавска академија во просториите на Занаетчиски дом, во организација на Српскиот културен центар, председателот на Србија и владата на Македонија. Свети Сава бил првиот српски архиепископ, влијателен дипломат, а СПЦ го слави како свој основач. На овај дан, на sutrašnji dan, na dane koji su pre toga i posle toga, uporno pokušavamo da pozovemo na sobornost, na zajedništvo. Živimo u zemlji u kojoj se ne osjećamo ni malo kao stranci, to je naša zemlja, to su naše braće, razumemo se, pomažemo se, podržavamo se. Tako i treba da bude. Sveti Sava nas je tome učio i mi to pokušavamo da odradimo. U Kumanovu je i naša organizacija i sve srpske organizacije i politički korpus izuzetno jak. To su izuzetno vredni ljudi, sve ovo što odrađuju sa dušom i sa čovekoljubljem. I da bih ostavila prostora, uvaženi moji svetosavci, braćo, sestre, na opožarenoj smo goletini, slabi kao tanane mladice, u oluji svetskih potresa i vrenja. Samo saborno, uprti jedni u druge, čuvamo svoju bit, svoje samoprepoznatljivost. Na nama je da pobedimo duboki poriv razaranja, prvo među sobom, a onda i među drugima, među nama svima. Нека е честит и вековит празникот Свети Сава, чувар на традицијата и националните вредности, подсетник за идните генерации да ги негуваат корените, да ги почитуваат ближните, да подадат рака онаму каде е потребно, напиша градоначалникот Максим Димитриевски во својата честитка по повод празникот на србите. Димитриевски со пригоден говор се обрати и на Светосавската академија. Куманово е Македонија во мало. И ние сме горди на тоа. Повеќе од 10 различни етнички заедници, заедно со македонскиот народ, со децении и векови на овие простори работат, функционираат и обстојуваат. Јас како градоначалник на овој град, кој што ја доби поддршката на сите своји граѓани, не делејќи ги по своја етничка, верска или било која друга припадност. Лично во моје име и во име на граѓаните на општина Куманово, сакам да им го честитам Свети Сава овој голем ден на сите, но исто така и на сите срби во Македонија, во Србија, пошироко на Балканот и во светот. Овој ден да вроди со плод во секој дом, да донесе здравје, среќа и благодет во секое семејство. Ние во Куманово живееме и функционираме како и секаде на Балканот. И онаа што е за нас најбитно е дека македонската и српската заедница се најблиските заедници на овие простори. Нашите дедовци и баби се чувствувале како род и како своји помеѓу своите, а ние таа традиција ја негуваме и продолжуваме. Со светосавска беседа пред присутните настапи министерот задолжен за дијаспората во владата на Србија Ѓорѓе Миличевиќ. Mnogi narodi imaju svoje bogate istorije, ličnosti i dela koji su te istorije ispisivali. Ali naša istorija je, rekao bih sa sigurnošću, drugačija od ostalih. Neprestana borba srpskog naroda, razvijanje i negovanje onoga što mi sa punim pravom kažemo slobodarskog duha, jedinstva, spoznavanja sebe, jeste ono o čemu je svaki naš predak razmišljao i čemu je težio i čemu je stremio. Pre 8 vekova ličnost koja je uspela da objedini ove 3 glavne težnje našeg naroda jeste upravo prvi srpski arhijepiskop i utemeljivač autokefalne Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava. Ono što krasi jedan narod, ma gde je bio rasut po svetu, jeste njegova istorija, koreni, jezik, pismo
I možemo još mnogo toga nabrajati, ali glavni imenilac svega sažet je u rečima prosveta i obrazovanje. Во рамките на богатата културно-уметничка програма годинава настапија првото белградско пејачко друштво, уметничкиот ансамбл на Министерството за одбрана на Србија Бранислав Бинички, оперските пејачи Љубица Вранеш и Драголјуб Бајќ, актерот Слободан Ќустиќ и културно-уметничкото друштво Српски вест од Куманово. Верниците и свештенството на Српската православна црква денес го слават Свети Сава и како школска слава, односно Савиндан. Со измена на законот за празниците на Република Македонија на 8 февруари 2007 година во Собранието 27 јануари е прогласен за национален празник на србите во Македонија. Овој ден е неработен за припадниците на српската заедница. Поради планирани дефекти без напојување со електрична енергија, утре од 9 до 12 часот ќе бидат корисниците на улицата 30 јули, објектите околу основното училиште Христијан Карпош, улицата 6 април и дел од улицата Веселин Маслеша кај училиштето Христијан Карпош, информираат од регионалниот центар за управување со кризи врз основа на податоци добиени од Ева на Македонија. Самовработувањето е најискористена и најинтересна мерка за граѓаните минатата година, а кај правните лица станува збор за мерката финансиска поддршка за отворање нови работни места, информира раководителот на Центарот за вработување во Куманово Ндерим Јашари. Според Јашари, успешно е реализиран оперативниот план за вработување, бидејќи голем број невработени граѓани и правни лица ги искористиле мерките на Агенцијата за вработување. Има се 9 мерки од кои од тие мерки најинтересно за граѓани и за невработени лица и за правни лица со самовработување да финансиска поддршка беше пуштена при крај на 10 месец и тоа се спроведува, од кои имаше 108 апликации, од кои 85 веќе имаме подпишани договори со правни лица, од кои повеќето имат вработено по едно лице, 2 лица и до 3 лица беше уклучена мерка. Ова ми е многу беше интересно, пошто субвенциониравме као агенција за вработување до 220.000 евра за едно вработување до 29 години за млади лица, а на 29 години беше 165.000 денари за. Услов на правното лице беше една година да го држат на работа пријавеното лице врз основа на активната мерка што го земат, или 9 месеци на овие што земат помалки средства, значи до на 29 години. Од 108 апликации 85 договора, тој беше релативно успешна или многу успешна, како да ви кажам. Имаме и IT вештини, компјутери, од кои од 131 апликации, 73 веќе почнаа и некои има завршени, од кои има 9 програми на IT вештини. Пошто овие треба да полагат еден приемен тест за да се учествуваат на оваа активна мерка. И тие ги рангираат во основи на бодови, а на овој не плаќаме ништо на овие невработени лица, само плаќат директно од Скопје на провајдери, што овој. И ја док бев туј и беше распишената мерка обука за побројни занимања за возачи Б, за С, Е и Д категорија, од кој има негде 47 апликации кај нас, од кои 28 веќе има подпишани договори, од кои договори 19 со С категорија што ќе го земат, 5 со С и Е категорија што го земат, и Д е со Д категорија 4 овој. Услов за овие беше за С категорија најмалку една година треба да имаш положена Б категорија, а за Е и за Д категорија треба најмалку да имат положено претhodne категории со 2 години. Да. Друга активна мерка што ми е течен и чекам одговор од страна на комисија од Централната служба е и пилот проектот што беше за обезбедување на лица и за имоти, кој ќе се спроведува у Скопје и у Штип, пошто обавезно не овие наши. Има само 14 апликации и не знам колку ќе проваѓа таму, пошто има и тие некои услови. За да се повезам за овој субвенциониране за плати што беше мерката, тука има се некои услови што овие од 108 апликации што 85
Важно и беше да завршна сметка за 2023 да му беше позитив. Плюс да нема намален број на вработени на неопределено време, значи толку што има и толку. И услов на овие да не прават грешки овие правни лица што аплицираат. Док ќе е задолжен да го држи на работа лицето што ќе го вработи преку активна мерка. Не може да го намали бројот на невработени лица што ги има, освен во случај на, не дај Боже, за смрт или за кои исполни услови за старосна пензија. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера во соработка со државниот пазарен инспекторат привеле 9 кумановци, од кои едниот бил малолетник, бидејќи на градскиот пазар и пазарот во село Долно Којнаре, Кумановско, биле затекнати при вршење нелегална продажба на тутун. При тоа кај нив биле пронајдени од земени 269 килограми тутун. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следува соодветна пријава. Од земениот тутун бил предаден на Државниот инспекторат за земјоделство, додека од Државен пазарен инспекторат ќе бидат преземени мерки за вршење нерегистрирана дејност. На граничниот премин Пелинце лани влегле 128.698 патници, од кои 38.636 македонски државјани и 90.062 странски државјани, а излегле 93.797 патници, од кои 41.333 македонски и 52.464 странски државјани, информира од Министерството за внатрешни работи за Овој премин често се користи како алтернатива во однос на најфреквентниот во земјавата Бановце и голем број странски туристи го користат за да го избегнат метежот во летниот период. Најмалку патници имало во февруари и во ноември. На граничниот премин Белановце пак влегле вкупно 223.326 патници, од кои 126.824 македонски државјани и 96.502 странски државјани, а излегле 244.516 патници, од нив 163.139 македонски и 81.377 странски државјани. На овој премин пак најмалку патници имало во март и февруари 2024 година. Најголем број патници на граничните премини Пелинце и Белановце имало за време на летните месеци. Советот на општина Куманово в среда ќе одржи редовна седница со предложени 21 точка на дневниот ред. Извештај за реализација на програмата за работа на Советот на општина Куманово за 2024 година и предлог програма за работа на Советот за 2025 година се првите две точки за кои ќе дискутираат советниците. Ке се расправа и за јавните предпријатија, а ќе биде предложена и одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Куманово за 2025 година. На седницата ќе биде презентирана информација за запишување на ученици во прва година и актуелни состојби на средните училишта и ученичкиот дом професор Мијалковиќ во општина Куманово во учебната 2024-2025 година, но и информација за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основното образование во општина Куманово во тековната учебна година. Министерот за здравство Арбен Таравари се надева дека оваа недела ќе бидат обезбедени 6 биолошки лекови што недостигаа за пациентите од клиниката за онкологија. Во изјава за медиумите Таравари рече дека нема недостиг на целата онколошка терапија, туку рече 90% од лековите што се користат како онколошка терапија ја има во клиниката за онкологија. Недостасува само биолошка терапија и тоа само 6-7 дена. Се надевам дека оваа недела клиниката за онкологија ќе биде снабдена со биолошка терапија. Ние досега сме имале дури повеќе отколку минатите години биолошка терапија. Меѓутоа, побарувањата од пациентите се многу поголеми. Затоа веќе имаме протоколи и конзилиум од доктори, бидејќи навистина е луксузна и не треба да се даде баш секаде, туку таму каде што е индицирано и таму каде што лекарскиот конзилиум ќе одлучи дека треба да се даде биолошка терапија, изјави Таравари.
Владата бара решение за 90 на болници, училишта, државни институции и јавни предпријатија кои натрупаа огромни долгови за струја, вели министерката за енергетика Сања Божиновска. Се разгледувале опции да им се понудат пакети за да плаќаат поевтина електрична енергија. Во моментов се прават анализи за колкава количина на струја станува збор. Сите тие треба да влезат во еден балансна група од следниот квартал.